Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Svetio Duh. Amin. Возлюбени во Христа Господа, денес е втора подготвителна седмица за Великиот пост и гледате како црквата педагошки не води до целта, а целта е патувањето кое што ќе ни престои до Пасха. 47-дневното патување низ Великата Четириесетница, а потоа и низ Страстната седмица, се до Воскресението. Онака како што Мојсей ги носеше израелците низ Црвеното море и низ пустината, така и ние треба да поминеме низ подвигот, низ аскезата, за да стигнеме да се поклониме на Христовото воскресение. Минатата недела беше недела на Митарот и Фарисеот, чија суштинска тема беше темата на смирението, во која црквата најнапред ни го предлагаше како добродетел смирението, бидејќи сите добродетели што ќе ги правиме во Великиот пост, што ќе се трудиме да ги правиме, секој според своите сили, можности и капацитети, нема да вродат плод ако не се придружени со смирение. Оваа втора недела црквата ни ја предлага параболата за блудниот син, чија суштинска тема пак е покајанието. Гледаме во оваа приказна еден татко кој што им го разделил богатството на двајцата своји синови. Во Евангелието се збори за синови, не за слуги. Бидејќи сите луѓе кои што се создадени по образ Божи, се во ранкот на слуги Божи. Само откако човек ќе го прими светото крштение и миропомазание, се восиновува на Бога, станува син Божи по благодат, или Бог по благодат, не по природа, но Бог по благодат. Се восиновува и оттука имаме право со светата тајна крштение и миропомазание да ја изговараме молитвата Оче наш со смелост и неосудено. И двајцата синови се восиновени, односно се синови, не се слуги. Со тоа парабола пред се однесува, како што велат и светите лоци во Синаксарот кој денес се чита, ова недела се однесува на сите оние кои што се крстени миропомазани, а по слабоста на човечката природа грешат, паѓаат во најразлични гревови, а гревот е екзистенционално промашување, бидејќи стои како пречка помеѓу нас од една страна и Бога од друга страна. И тука гледаме два синови. Едниот син е верен и послушен на таткото, односно тој ги символизира и представува сите луѓе кои од петни жили се трудат да му бидат верни на Евангелието, и другиот син, наречен блуден син, кој што од таткото го побарал својот дел од наследството. Значи ние со крштението го имаме делото наследството. Ги имаме талантите, благодатта Божја, мудроста, сите потенцијали. Така и овој блуден син го побарал својот дел од имотот, а таткото, почитувајќи му ја слободната волја, го отпушта, давајќи го својот благослов, го отпушта да оди таму каде што наумне. Така и Бог секогаш ја почитува нашата слободна волја и ништо со нас не прави на присила. Сега малку да го објасниме само терминот блуд и блуден син. Терминот блуд значи празно трошење на енергиите, на даровите Божи кои ни се дадени.
Затоа во поширока смисла на терминот блуд, секоја енергија која што ни е дадена ја користиме празно или не во контекстот за кој што ни е дарувана, представува блуд. Дури и светите оци и празнословието и оговарањето исто така го сметаат за блуд, бидејќи тоа е празно трошење на одреден дар Божи, на одредена енергија. Во потесна смисла на зборот, блуд е соодветен на грчкиот збор порнија, што значи напразно трошење на сексуалната енергија, на еротската енергија во човекот. А човекот секогаш ја троши напразно таа енергија, кога отстапува од Бога благословениот и венчан брак во најразлични заблуди и промашувања, како што се предбрачните телесни односи, како што е хомосексуалноста, како што е прељубата, зоофилијата и другите работи за кои што нечестивите ги прават скришу, а за кои апостолот Павле вели дека дури е срамно и да се зборува. Ете, тоа го означува терминот блуд. Сега да видиме што се случува со овој блуден син, кој што заминал во далечна земја, далеку од својот отец, брзо го потрошил наследството, делот од богатството што му било дадено, како што човек брзо ги троши благодатните потенцијали тогаш кога живее далеку во страст и грев. И паднал во една таква тешка состојба, што посакувал да го јаде она што свините го јаделе, но и тоа никој не му го даде. Сликовито се опишува духовната состојба на сите оние кои што ќе паднат и катастрофално ќе се оддалечат од Бога. Таа состојба е налик на човек кој би јадел од таму каде што јадат свините. И ова Евангелие денешно, како што велат светите оци, доколку само тоа останеше од Евангелието, би било доволно за покајанието и за освестувањето на секој човек во овој свет. Така, гледајќи ја својата бедна состојба, тој и немајки што да јаде и гледајќи ја својата бедна состојба, доаѓа до сознание. Во домот на мојот отец има многу слуги. Тоа се ангелите Божи, кои што живеат добро, дури и слугите живеат Божи добро. А јас, кој што сум син, кој што сум во синовен на Бога, јас живеам далеку. Но ќе отидам, ќе признам својата грешка и ќе побарам помош. Значи, прво доаѓа себе освестувањето, потоа доаѓа покајанието, согледувањето на грешката и покајанието, а самиот збор покајание, метанија, значи преобразба на умот. Односно, ако до денес сум размислувал и делувал на еден начин, од утре ќе размислувам и делувам на друг начин. И потоа доаѓа покајанието и потоа доаѓа исповедта. Всушност, исповедта на овој човек е тогаш кога тој застанува пред својот татко и вели: татко, прими ме како еден од своите наемници, бидејќи јас не сум достоен за твојата љубов. Тоа е начинот на секој оној кој треба да го следи, секој оној кој што приоѓа со покаяние. На таквото покаяние Отецот Небесен, односно нашиот Бог, одговара со голема љубов. Што вели? Вели: облечете му прекрасни алишта, облечете му убави кондури и заколете угоено теле, та да јадем и да се веселиме, оти овој беше мртов и се најде, изгубен беше и оживе. Таа облека е облеката во која свети секој човек кога искрено ќе се покае, ќе ги исповеда своите гревови и кога се труди во борбата со нив, тогаш ја прима тоа бела и раскошна облека, а угоеното теле кое го закла таткото не е ништо, туку гозбата на Божествената вечера, гозбата на Божествената Евхаристија. Нема начин друг
да и се пристапи на Евхаристијата од тогаш кога сме крстени, а сме паднале во гревови, освен преку покајанието и исповедта. И откако овој блуден син поминува низ покајанието и исповедта, Господ го удостојува со отпуштање на гревовите, со прекрасна облека и со учество во угоеното теле, во божествената вечера, во таинствената вечера на која се храниме со телото и крвта Христови. Бидејќи Бог не храни со храна која што е друга, со храна која што е надворешна, туку сам себе си се предлага на свештената трпеза на божествената Евхаристија. Затоа, ако минатото Евангелие не получи на смирение, ова Евангелие не учи на покаяние, да почнеме да го прифаќаме, да го засилуваме, да му дадеме интензитет на покајниот начин на живот во кој влагаме, согледувајќи ги сите своји гревови, согледувајќи ги сите своји страсти, каејќи се пред Бога и исповедувајќи се. Многу е потребно, бидејќи од пастирска гледна точка, од аспект на пастирското богословие, денес светата тајна исповед е речиси закоравена света тајна. Многу малку луѓе се исповедаат и многу луѓе заминуваат во вечноста, носејќи ги раните на душите, а Господ ни дал прекрасно лекарство. Имајќи ја предвид човечката немок, тој на апостолите им вели: примете Дух Свети, на кого ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, на кого ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Од апостолите таква власт примија низ вековите епископите, а потоа со нивни благослови презвитерите на Светата Црква Божја. И затоа е потребно колку и да паднеме, пак и пак да се покајаме. Како што велеше Свети Јустин Келиски, ако паднеш, немој да се каljаш, да се правиш со кал. Ако си се направил со кал, немој пак да се валјаш, да остануваш во кала. Туку стани, исправи се, повторно и повторно застани пред својот Отец, велејќи му: еве јас сум еден од твоите наемници, недостоен за твојата љубов. Но сепак знам дека си ти вистина, знам дека си живот, знам дека си воскресение. И до крајот на животот нема да престанам да се кајам, нема да престанам да го живеам покајниот етос, покајниот начин на живот во Црквата Божја. Затоа, браќа и сестри, кога уште еднаш во историјата ни се отвараат дверите на овој пост што ни престои, да го искористиме за наше исцеление, за исцеление на нашата душа и тело, бидејќи простувањето Божјо во суштина е исцеление. Не е Бог некој монарх кој се навредил од човековото однесување. Не е гревот газење на заповедите Божји, туку екзистенционално промашување и болест, поради кој душата не е способна да ги прима несоздадените енергии Божји. За да се оспособимо е потребно ова лекување. А лекувањето е во тоа: постот, исповедта, покајанието, молитвата и се целата упорност до крајот на животот, до последната наша воздишка. По молитвите на свети Тартени Ламсакиски, на Пречистата Богородица и на сите свети, Бог да ни дари такво покаяние, какво што блудниот син ни покажа во денешното евангелско штение. Амин. На много и памет.